Последниот ден од претседателската кампања беше проследен со разбивање на канцеларијата на кандидатот за пратеник Миле Левков. Во изјавата Левков упати неколку прашања на овој немил настан до техничкиот премиер Митко Бојмацалиев. Сакам да упатам едно прашање до техничкиот премиер, до техничката влада, вклучително и до нивниот представник кој што е денеска овде во ова Ракочани Бојмацалиев. Какво е нивното чувство со тоа што не дозволија да се направи ниту една промена на кадарот во ОВР Кочани? Дали на тој начин се обидуваат да го саботираат основната улога која што има техничката влада, а тоа е обезбедување на фер и демократски услови за спроведување на избори во Република Македонија? Дали провалувањето на канцеларијата на пратеникот, напад врз институциите во Кочани е начинот на кој што техничката влада, па и нивниот представник Бојмацалиев ги обезбедува условите. Апелираа до министерот Бојмацалиев да се најдат сторителите со цел да излезат пред лицето на јавноста и да ја кажат вистината. Токму на нивниот представник Бојмацалиев кој што денеска е во Кочани, веднаш да се зафатат да ги откријат сторителите, да излезат пред лицето на јавноста, пред лицето на правдата и да и порачаме дека никој повеќе не се плаши, доаѓа време на пат на оваа ненародна влада. Ваквите методи, со закани, со провалништва, со внесување на несигурност кај граѓаните се минато и конечно завршуваат со денот на гласање за претседателски и со вториот круг, односно со денот за гласање на парламентарни избори. Левков порача дека овие немили настани несигурност кај граѓаните ќе завршат. Левков порача дека овие немили настани несигурност кај граѓаните ќе завршат на претседателските и парламентарните избори кои ќе го означат падот на владата.